Левица е единствената партија на македонскиот политички простор кој што во својот статут има предвидено формирање на фракции. Значи тоа е статутарно право на членовите и тука нема ништо спорно. Спорното е веројатно во тоа што се саботираат некои одлуки кои што се веќе донесени, а тоа не е добро, имено тоа подлежи под дисциплинска одговорност. Така што статутарното делување подразбира почитување на одлуките на партијата, на највисоките партиски органи, во случајов тоа е одлуката за самостојно учество на Левица на изборите. Тие се обидоа и со судски процес тоа да го оневозможат, меѓутоа вчера во текот на денот е добиена пресуда од судот дека Левица оди на избори, така што нема сила што ќе запре Левица да стане парламентарна партија. А пазиев, меѓу тие луѓе кои што се оделија како фракција, го гледам и Маријан Ристевски, со кој што до неодамна и Здравко Савевски, вие бевте рамо до рамо пред судовите, во судовите, на протести. Каде се несогласувањето? Не знам искрено, мене Маријан ми е секако драг, еден од поискрените синдикални активисти. Не знам од каде е оваа пизма. Предпоставувам, не можам да тврдам, меѓутоа индициите кои ги имаме е дека им се понудени одредени места од некоја голема опозицијска партија за постизборно, со цел да прават мешетарање во партијата, но тоа е нивен проблем. Искрено, базата на Левица сака самостојно учество и ние тоа го спроведуваме. А зошто баш сега, пред избори? Зошто? Па тенденциозно е, очигледна е тенденцијата да се наштети на Левица, меѓутоа со овој ни прават контрауслуга, имено пристапници за Левица се пополнуваат како никогаш досега на дневна основа, така што дури и негативниот публицитет нас ни носи гласови на овие избори. Бидејќи тие велат дека стратешки и организацијски високото раководство на Левица потфрлила, вие сметате ли дека стратешки е издржано да Левица настапи самостојно на овие избори, со тоа што главната парола е да падне режимот? Да, апсолутно, ние сметаме дека самостојното учество на Левица е најправилната одлука во овој момент, затоа што го појачува режимот, тоест го појачува падот на режимот, бидејќи се земаат гласови од неопределените. Имено не постои сила кој членовите на СДС ќе ги натера да гласаат за Левица, но не постои сила кој некои луѓе кои изгубиле работа во времето на СДСМ и така натаму ќе ги натерате да гласаат за таква коалиција. Така што стратешки погрешно ќе беше ако Левица учествува во таква коалиција која што, да бидеме реални, не е широк опозицијски фронт, бидејќи има 5 коалиции и 6 други партии. Широк опозицијски фронт беше она што ние го предлагавме, а тоа е надетнички и надпартиски листи кои беа отфрлени од големите партии. Точно ли е дека од СДСМ нуделе 3 сигурни претенички места за Левица во преговорите? Не, тоа се импутирање. Ние немавме преговори со Социјалдемократскиот сојуз затоа што донесовме одлука за самостојно учество на изборите. Така што воопшто немаше преговори со Социјалдемократскиот сојуз за никакви пазарења, никакви места. Ние 3 пратеника очекуваме и сега да освоиме, така што... На што ги базирате овие тврдења? На интуиција и на пораст на рейтингот со секојдневните дебати, бидејќи левичарите покажаа како се дебатира со жар и тоа секојдневно ни го зголемува и приливот на членство, и ентузијазмот и така натаму, бидејќи луѓето се одвикнаа од дебати. Ние поентиравме токму на тоа кај што сметаме дека сме најмокини, а тоа се директни соочувања со представници на режимот.